Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, започнуваме нашата денешна утринска програма Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток во 9 часот. Денешната мисла која би сакал да не води гласи надеж што го победува стравот. Стравот го парализира човекот, но надежта не ослободува. Интересно, стравот ќе не парализира, но надежта не ослободува. Кога сме исполнети со Божја надеж, стравот го губи гласот. Бог не повикува да живееме во темнина, туку во слобода и доверба. Кога знаеме дека Бог е со нас, ниту една закана не е конечна. Денешниот стих го наоѓаме во Исаија, 41 глава, 10 стих. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Прекрасна мисла, прекрасен благослов, прекрасна утеха Бог ни дава да не се плашиме, без разлика во какви проблеми ќе се најдеме. Бог е секојаш поред нас. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Кога знаеме дека Бог е со нас, ниту една закана не е конечна. Доаѓаат проблеми, но и тие ќе заминат. Бог е постоен, тој е вечен. Нека и во овој ден Бог биде извор на нашата надеж. Да ја видиме и да ја слушнеме сега молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Во страшниот мрак и молни, дур громове слушам глас. Познам дека јас не сум сам, јас знам да ме чува спас. И кога ми душман прети, и тогаш јас едно знам, да не сум во својот живот, никаде јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Никога не тага гуши, без утеха в тежок час, ни свет, ни тој лице свое, пред мене тогаш спас. Со смрт кога ѓавол плаши, о тоа ја само знам, да не сум во својот живот, никогаш јас не сум сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум
јас никогаш сам. Не никогаш сам, не никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. И животот тој си даде, да плати за мојот грех. Со љубов ме гледа вечно, стрпливо ме води тој. Познам дека скоро иде, во слава и сила мој спас. И маки ќе минат тогаш, што небо не одведе нас. Не никогаш сам, не никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не никогаш сам, не никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Исусовото воскресение. Воскреснатиот Исус им се јавува на учениците. Заповед за крштавањето на сите народи. Глава 28. Кога измина саботата на осамнување во првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалина и другата Марија да го видат гробот. И ете стана голем потрес. Ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег. А стражарите, уплашени од него, трепереа и беа како мртви. Ангелот се обрна кон жените и им рече: Не бојте се, знам дека го барате Исуса распнатиот. Не е овде, воскресна како што беше рекол. Дојдете и видете го местото каде што лежал Господ. Па отидете бргу и кажете им на учениците негови дека Он воскресна од мртвите. И ете ќе отиде пред вас во Галилеја, таму ќе го видите. Ете, ви кажав. И како излегоа брзо од гробот, тие со страф и голема радост отрчаа да им соопштат на учениците негови. Кога отеа да им јават на неговите ученици, Исус ги пресретна и рече: Радувајте се. А тие се приближија, ги опфатија нозете негови и му се поклонија. Тогаш Исус им кажа: Не бојте се. Одете и соопштете им на браќата мои да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат. Кога одеа тие, ете некои од стражарите влегувајќи в град им кажаа на првосвештениците за сето она што беше станало. И тие кога се собраа со старешините и направија совет, им дадоа многу пари на војниците велејќи: Кажете дека учениците негови дојдоа и го украдоа кога ние спиевме. И ако за тоа чуе управникот, ние ќе го смириме и ќе направиме и вам ништо да не ви се случи. А тие ги зедоа парите и направија како што беа научени. И тој глас се пренесува меѓу јудејците и до денес. А 11 ученици отидоа во Галилеја, во гората каде што им беше заповедал Исус. Па што го видоа, му се поклонија, а некои се сомневаа. А Исус кога се приближи, проговори и рече: Ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Амин.
Isus me voli, to kaže Biblija. Isus me voli, Isus me voli, Isus me voli, to kaže Biblija. Тој секогаш е тука за вас. Една темна ноќ, кога младиот Петер Маршал се загубил во мочуриштата во близина на Бамбург, Шкотска, Бог го повикал по име. Петар. Кога небесниот повик повторно се огласил, Петар застанал, погледнал долу и сватил дека се наоѓа само на еден чекор од напуштениот каменолом. Зар не би било убаво кога Бог би не повикал по име? Не ли е прекрасно да се биде близок Божи пријател, толку близо што можеме заедно да седиме и долго да разговараме за се? Прво, почитуване неограничен пристап до Исуса. Верувал или не, сега преку Светиот Дух можеме да бидеме поблизу до Исуса, отколку кога живел како видлива личност на оваа земја. Секако би било идеално Исус во тело да живе во нашиот град, но замислете го огромното мноштво кое би се туркало само за да го види. Размислете за неговиот недостиг од време. Секој поединец би се сметал за среќен да може само неколку минути да разговара со Исуса. Меѓутоа, Христос сака да одржува денеска постојана лична врска со секој од нас и тоа е причината за неговото вознесување на небото, каде што врши посебна служба за нас. Исус бил близу до Петар Маршал, додека стоел на работ на каменоломот. Тој го водел да стане пастор, бидејќи Исус не е ограничен само за едно место, како додека бил во тело на земјата, тој сега копне да го води животот на секој човек кој тоа го сака од цело срце. Со кое ветување Исус ги охрабрил своите следбеници непосредно пред да се вознесе. Читаме во Библијата: дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Јас сум со вас во сите дни до свршетокот на векот. Матеј 28, 18 и 19. Што прави Христос на небото, почитувани? Еве читаме: и така, бидејќи имаме голем првосвештеник кој поминал низ небесата, Исуса, Божиот Син, да се држиме цврсто за исповедувањето, зашто немаме првосвештеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во се како нас, освен во гревот, и така да пристапуваме кон престолот на благодата, за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Евреите 4 глава од 14 до 16 стих. Размислете што значи да се има Исус како личен застапник на небото. Читаме: искушувам во се како нас, сочувствува во нашите слабости, да најдеме благодат за помош во време на потреба. Со Исус како наш правосвештеник не сме одвоени од небото. Со Него можеме да влеземе во Божјата присутност. Затоа не е ништо необично што сме повикани да пристапиме кон престолот на благодата. Кое место денес го зазема Исус на небото? Читаме во Библијата: но тој принесе само една жртва за гревовите и за секогаш седна одесно на Бога. Евреите 10 глава 12 стих. Христос е жив и тој не разбира. Тој е наш застапник пред Божиот престол. На кој начин Исус се подготвил да стане наш свештеник додека престојувал на земјата? Одговор наоѓаме во Библијата. Затоа требаше во се да стане како своите браќа, за да биде милостив и верен правосвештеник пред Бога, за да изврши помирување за гревовите на луѓето, бидејќи затоа што и самиот трпеше кога беше искушуван, може да им помогне на оние кои се искушувани. Евреите 2 глава 17 и 18 стих. Нашиот брат кој зел човечко тело и бил искушуван како и ние, сега е наш правосвештеник кој се наоѓа одесно на Бога. Бидејќи во се да стане како своите браќа, тој знае ни што поминуваме денеска. Тој бил гладен,
жеден и исцрпен, и тој чувствувал потреба за сочувство и разбирање, и тој ги искусил неволите предизвикани од тешките искушенија, но над се Исус станал правосвещеник затоа што тој, како Божјо јагне, умрел за нашите гревови. Библијата вели, еве го Божјото јагне, кој ги зема гревовите на светот. Јован, 1 глава, 29 стих. Како жртвено јагне, Исус искусил неискажливи маки. Тој го доприл дното на телесното и душевното страдање и болка. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме, кажува пророк Исаја во 53 глава, 5 стих. Исус ја презел одговорноста за нашите гревови и умрел место нас. Секој од нас со вера може да ја прифати неговата жртва со која го избришал нашиот долг за гревовите. Тоа е Евангелието, радосната вест за сите човечки суштества, на секое место и за сите времења. Еден пријател ни го раскажа следново искуство. Кога нашата најмлада ќерка имаше само 3 години, го стави прстот меѓу столот на склопување и го скрши. Додека брзавме на лекар, незините болни крици ги кинеа нашите срца. Нашата постара 5-годишна ќерка беше посебно растажена. Никогаш нема да ги заборавам незините зборови што ги изговори откако лекарот ја згрижи повредата на незината помала сестра и ја стави в кревет. Таа рече, плачејки, тато, барем мене да ми се случеше тоа. Кога целото човештво беше скршено од гревот и осудено на вечна смрт, Исус рекол, татко, барем да сум јас на тоа место. Таткото е исполнил Исусовата желба на крстот. Нашиот Спасител претрпел маки и болки, смрт, која секој од нас морал да ја претрпи само во многу поголема мера. Евангелието да го видиме сега во Стариот Завет. Додека израелскиот народ логорувал во подножјето на планината Синај, Мојсей добил налог од Бога да изгради подвижно светилиште за богослужение, според сликата или образецот што му беше покажан на гората. 2 Мојсеева 25:40. Речиси 500 години подоцна, големиот храм од камен што го изградил Соломон го заменил подвижното светилиште. Меѓутоа, храмот бил изграден според истиот образец како и подвижното светилиште. Само Бог дал сега упатства на изгледот на земното светилиште и во детали објаснил како треба да се одржува службата во него. Старозаветните обреди сликовито ги подучувале евреите за тоа што ќе се појави во Новиот Завет како стварност во Христовиот живот и смртта и во неговата правосвещеничка служба. Зашто требало да служи светилишето кога Бог му го дал на Мојсија упатството да го изгради тоа светилиште? Нека ми изградат светилиште, вели Бог, за да можам да престојувам меѓу нив. 2 Мојсеева 25 глава 8 стих. Гревот ги одвои луѓето од нивниот Творец. Светилишето е начин на кој Севишниот Бог сакал да покаже како може повторно да живее меѓу нас. Тоа го прикажува неговиот план на спасение. Светилиштето, а подоцна и храмот што бил изграден, станало средиште на старозаветното богослужение на верскиот живот. Обредите откриваат како Бог разговара со нас и како ние можеме да комуницираме со Него. Секој утро и секоја вечер народот се собирал околу светилиштето со молитва да стапи во контакт со Бога. Лука 1:10. На тој начин тие барале исполнување на ветувањето дека Бог ќе се состане со нив. Можеби ќе ве изненади фактот дека Стариот Завет го објавува истото спасоносно Евангелие како и Новиот Завет. Старозаветната символика во израелското светилиште ја прикажува Христовата свештеничка служба што ја извршува за нас во небесното светилиште.
Ако правилно ги разбереме или ги сватиме светилиштето и неговите обреди, ќе откриеме што прави сега Исус кога ќе го повикаме да управува со нашиот живот. Исус денеска е во светилиштето и посредува за нас. Земното светилиште е направено според небесниот образец и тоа го одразува небесното светилиште во кое нашиот Спасител денеска, Исус Христос, посредува за нас. Текстот во 2 Мојсеева од 25 до 40 глава детално ја објаснува службата на обредите што биле изведувани во светилиштето кое постоело во пустината. Таму, вели Библијата, стави го ковчегот на сведоштвото, потоа засолни го ковчегот со завеса, потоа внеси го столот и нареди на него што му припаѓа, внеси го и светилникот и приготви му ги светилките, а златниот жртвеник за кадење стави го поред ковчегот на сведоштвото. Потоа обеси ја завесата над влезот во шаторот. Стави го жртвеникот за паленици пред влезот на шаторот на средбата. Меѓу шаторот на средбата и жртвеникот смести го мијалникот и тури вода во него. Наоколу направи двор и обеси завеса над дворниот влез. 2 Мојсеева 40 глава од 3 до 8 стих. Овој краток опис на мебелот во светилиштето наоѓаме и во Новиот Завет. Секако и Првиот Завет имаше наредби за богослужение и земно светилиште, зашто беше приготвен првиот дел на шаторот во кој беше светилникот и трапезата и положените лебови што се вика светиња. А за втората завеса на шаторот беше другиот дел наречен светиња над светињите со златниот жртвеник за кадење и ковчегот на заветот опкован со злато од сите страни во кој беше златниот сад со мана и со расцутениот Аронов жезл. Исто така и плочите на заветот. Тоа го вели Павле во Евреите 9 од 1 до 4. Светилиштето се состоело од светиња и светиња над светињите. Предворието се наоѓало пред самото светилиште. Во предворието стоел жртвеник од бронза или во некои преводи бакар, на кој свештениците пренесувале жртви и мијалникот во кој ги миеле своите раце. Жртвите пренесувани на бакарниот олтар го прикажувале Исуса, кој со својата смрт на крстот станал Божјо јагне, кое ги зема гревовите на светот. Јован 1 глава 29 стих. Кога грешникот се кае, доаѓал до жртвеникот и ги признавал своите гревови. Тој добивал простување и очистување. На истиот начин грешникот денес се чисти со Христовата крв, со крвта на Божјето јагне. Во првото оделение на светилиштето, во светињата, потајно постојано горел свекник со 7 краци, прикажувајќи го Исуса како светлина која не може да згасне, како светлина на светот. Масата со посветените лебови, со лебот на Божјата присутност, укажувала на Христа кој може да го задоволи нашиот телесен и духовен глад како леб на животот. Јован 6:35. Златниот каделник со темјан ја прикажувал Исусовата застапничка служба, што ја врши Исус за нас во Божјото присуство. Откровение 8 глава. Во второто оделение, во светињата на светињите се наоѓал ковчегот на заветот прелејан со злато. Тој бил символ на Божјиот престол, а неговиот капак, престолот на милоста, го представувал Христовото посредување во полза на грешните човечки суштества кои го прекршиле Божјиот морален закон. Двете камени плочи на кои Бог со својот прст ги врежал 10 заповеди се наоѓале под престолот на милоста. Два златни херовими кои со лицето биле свртени кон едни спроти друг и гледале во капакот, меѓу нив почивала Божјата слава во вид на блескава светлина наречена шекина, символ на Божјата присутност. Завесата ја криела светињата од погледите на народот, додека свештеникот служел за нив
во предворието. Другата завеса висела пред светињата на светињите и го засолнувала од погледите свештеникот додека влегувал во светињата. Што се случило со таа друга завеса кога Исус умрел на крстот? Шаторот или тоа престојувалиште, еве што пишува: ковчегот на заветот, број 2 завесата, 3 каделен жртвеник, 4 маса од лебови, 5 менора, тој свекник, 6 влезе во шаторот. Читаме: и ете завесата од храмот се расепа надве, озгора надолу и земјата се стресе и карпите се распука. Матеј 27 глава 51 стих. Светињата на светињите, во која некогаш се наоѓал ковчегот на заветот, била отворена за погледите на луѓето кога умирал Исус. По неговата смрт веќе не постоела никаква завеса меѓу светиот Бог и искрениот верник. Исус, нашиот првосвештеник, не воведува во самата Божја присутност. И така, читаме во Библијата, браќа, кога имаме слобода да влегуваме во светилиштето преку крвта на Исус Христос по нов и жив пат, што тој ни го отвори низ завесата, односно преку своето тело имаме врховен свештеник над домот Божји. Затоа да пристапиме со искрено срце, во полна вера, откако ќе ги очистиме срцата од зла совест со попрскување и откако ќе го измиеме телото со вода. Евреите 10 глава од 19 до 22. Сега ни имаме пристап до небесниот престол, бидејќи нашиот Исус, тој првосвештеник, е одесно на Бога. Тој не се наоѓа тамо за да не оддалечи од таткото, туку да ни овозможи да дојдеме во Божјата присутност, во татковото срце, полно со љубов. Сега пристапиме со искрено срце. Зошто? Затоа што Бог сите ги прима со добре дојде, како што рекол Исус. И не ви велам дека јас ќе го молам мојот татко за вас, зашто самиот татко ве љуби, Јован 16 глава. Откако нашиот Спасител по својата служба на земјата се вратил горе на небото, апостол Јован добил видение за небесниот храм. Во Откровение 14:17 го пишува: за вистинското небесно светилиште, за кое шаторот на Мојси бил само слика, во светињата на светињите, Јован го забележал следново: ковчегот на заветот во кој се наоѓал вечниот Божји морален закон. Тоа се 10 Божји заповеди, Откровение 11:9. Тој исто така забележал дека на небото пред престолот гореа 7 огнени светила. Тоа се 7 Божји духови, Откровение 4 глава од 1 до 5. Потоа видел златен каделник и жртвеник, 8 глава 3 стих Откровение. А што е најважно, го видел Исуса како чекори среде 7 светилници, Откровение 1:12. Да видиме сега и символиката на спасоносната Христова жртва, како што земното светилиште е смалена слика на небесното во кое Исус денес посредува за нас службите изведувани во земното светилиште. Исто така биле слика и сенка на небесните нешта. Евреите 8 глава 5 стих. Меѓутоа, почитувани, постои значителна разлика. И сега доби толку поузвишена служба, колку што е посредник на подобриот завет, што е озаконет врз подобри ветување. Евреите 8 глава 6 стих. Свештениците кои служеле во земниот храм не можеле сами да ги проштеваат гревовите, додека Исус на крстот се јави еднаш за да го острани гревот од својата жртва, вели апостол Павле во Евреите 9:26. Старозаветната трета книга Мојсеева детално ги опишува службите вршени во светилиштето. Обредите се делеле на дневни и годишни. За време на дневните обреди, например, свештениците пренесувале жртви за поединци и за сиот народ. Кога некој поединец ќе сгрешил, носил животно без недостаток, како жртва за грев, ја ставал својата рака врз главата на жртвата, а свештеникот ја колел жртвата на местото за жртви паленици.
Трета книга Мојсеева 4:29. Кога цел народ ќе сгрешил, свештеникот го вршил речиси истиот обред. Поколењето на жртвеното јагне. Свештеникот ја внесувал крвта на жртвата во светилиштето и со неа ги прскал роговите на олтарот за кадење. Овие крвни жртви укажувале на вистината дека гревот води во смрт и дека грешникот може да ја избегне конечната смрт само ако некоја друга личност умре наместо него. Жртвата на Исуса Христа е најважниот дел на службата во светилиштето. Прво, животното што било жртвувано морало да биде без недостаток. Зашто кажувало на оној кој е свет, невин, непорочен, одвоен од грешниците и повозвишен од небесата, вели апостол Павле во Евреите 7:26. Второ, вината на грешникот морала да биде пренесена врз невиното животно со исповедување на гревот и положување на раката врз животното. Тоа го прикажувало Христа која зел врз себе нашата грешна природа, односно нашите гревови, и ја поднел казната наместо нас на Голгота. Безгрешниот така Бог го направи грев за нас, вели апостол Павле во 2 Коринтијаните 5:21. Трето, жртвеното животно морало да биде заклано, а неговата крв пролеана, со што се укажувало на конечната казна што ја поднел Христос на крстот. Светилиштето укажувало на Христовото големо дело на помирување. Со својата смрт за нас, тој влегол во светињата на светињите, преку својата крв и ни прибави вечен откуп, вели апостол Павле во Евреите 9:12. Зошто била потребна крвта? Некои приговараат, во христијанството има премногу крв. Зошто без пролевање на крв нема проштевање, вели апостол Павле во Евреите 9:22. Зошто крвта е толку важен символ во Библијата, почитувани? Иако можеби на прв поглед не ни се чини како символ за пример, Христовата крв ни дава јасен одговор и нам денеска. Прво, Христовата крв представува живот. Зашто животот на телото е во крвта. Таа крв ја дадов вам за жртвеникот, за да ги покривате од грев вашите души. Зашто ова крв прави покривање на гревот за душата. Трета книга Мојсеева 17:11. Во одредена смисла, Христовиот живот бил поважен од неговата смрт. Да не бил неговиот безгрешен живот, крстот не би имал цел. Да не воскресал по смртта, неговата смрт не би можела сите да ги спаси. Апостол Павле вели, а ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед. Празна е и вашата вера. 2 Коринтијаните 15 глава 14 стих. Кога Христос ја пролил својата крв на крстот, тој го дал својот безгрешен живот за човештвото. Тој го дал својот живот на совршена послушност во замена за нашите гревови. Второ, Христовата крв е символ на неговата смрт. Кога е пролил својата крв на крстот, Христос ја примил, како што вели Библијата, платата за гревот, смрт, вечна смрт. Тој искусил целосната одвоеност од Бог Отецот. Бог Синот зачекорил во историјата за да ги земе врз себе последиците на гревот и да ги разоткрие сите негови стравоти. Затоа единствено тој може да им проштава на грешниците и да го заборави гревот, да го избрише за секогаш. Број 3. Христовата смрт е символ на Божјото напатено срце. Крстот открива колку болка му нанел гревот на Бога. Тој не е сурово божество кое бара жртви. Тој самиот станал жртва. Кога таткото и синот биле разделени на Голгота, Отецот со срце што се кине од болка, го свртил својот поглед од синот и неговиот возлюбен син, кој умрел со скршено срце. Христовата смрт ја покажува целата драматичност на помирувањето. Тој чудесен чин кој овозможил Бог преку него да измири кон себе се што е на земјата или на небото, вели апостол Павле во Колошјаните
20. Исус живее за да не спаси, почитувани пријатели. Во старозаветно време, жртвите што биле пренесувани во храмот ја прикажувале Христовата смрт за нашите гревови. Свештеничката работа ја прикажувала Христовата правосвештеничка служба. Како изгледала службата на свештеникот во еврејското светилиште во споредба со Христовата правосвештеничка служба во небесното светилиште? Е прашање за нас. Читаме во Библијата, зашто Христос не влезе во ракотворена светења, која е образ на вистинската туку во самото небо, за да се јави сега пред Божјето лице за нас. Зашто инако би требало да страда многу пати од создавањето на светот, но сега кон крајот на вековите. Тој се јави еднаш за да го острани гревот со својата жртва. Евреите 9 глава од 22 до 26. Тоа е вистината, вистина несватливо. Бог ги поднел страшните маки на крстот на Голгота. Тој се принел себе си, бидејќи ништо друго не би можело да вреди. Што прави Исус секој ден денеска во небесниот храм? Зато и може наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бога, зашто секогаш живее за да посредува за нас. Евреите 7:25. Значи Исус сега живее за да ја дарува својата крв, својата жртва за наша полза. Тој неуморно работи за да го спаси секое човечко суштество од пропаста на гревот. Некој погрешно мисла дека нашиот посредник, Исус, на небото го моли колебливиот, неодлучниот Бог да ни прости. Меѓутоа, Бог е тој кој радосно ја прифаќа жртвата на својот син во наша полза. Таткото и синот заедно дејствувале на реализацијата на ваквото помирување. Како наш правосвештеник на небото, Христос се моли за целото човештво. Тој им помага на рамнодушните еднаш да размислуваат за милоста. Тој им помага на очајните грешници да најдат надеж во Евангелието, а верниците да го истражуваат богатството на Божјата реч и силата на молитвата. Исус го обликува нашиот живот во согласност со Божите заповеди и ни помага да развиеме цврсти убедувања кои ќе ги издржат сите искушенија што ќе навалат на нас. Исус го дал својот живот за секој човек што некогаш живеел на овој свет. Тој живее и сега, па како наш заставник и посредник ги води луѓето да ја прифатат неговата смрт како замена за нашите гревови. Меѓутоа, почитувани, човекот е слободно суштество и може, ако сака, да го одбие проштевањето што му го нуди Исус Христос. Иако Исус на крстот го помирал со себе целиот пад на човечки род, тој не може да го спаси оној што не ја прифаќа неговата милост. Никој нема да биде изгубен затоа што е грешник, туку затоа што не го прифаќа проштевањето што му го нуди Исус. Гревот ја разорил тесната врска што некогаш ја имале Адем и Ева со Бога, но Исус, јагнето Божје, умрел за да ги ослободи Адама и Ева и целото човештво од робството на гревот и да го обнови изгубеното пријателство. Сакате ли да го прифатите како свој правосвештеник, како оној кој живее вечно за да одржува со нас жива и блиска врска? Христовите маки на крстот и неговата небесна служба се неспоредливи. Само Исус може да не приближи до Бога. Само Христос може да овозможи Божиот дух да престојува во нашите срца. Тоа заслужува нашата преданост, нашата верност, да го прифатиме целосно како свој Спасител и Господ. Да завршиме со молитва. Драг небесен Татко, Ти благодарам што открив дека сакаш да ме привлечеш кон себе. Благодарен сум Ти што со Христовото посредништво во храмот постојано управуваш со мојот и со животот на другите луѓе. Помогни ми во целост да го прифатам Твоето милостиво дело. Амин.
Полека доаѓаме до крајот на ова наша денешна емисија. Почитувани гледачи, денеска ви ја нудиме Библијата, Сето писмо, книга над книгите, бесплатно на македонски јазик. Слободно пишете ни на нашиот дежурен телефон, а ние ова книга ќе ви испратиме на ваша домашна адреса. Доколку сакате да изучувате Библијата малци подлабоко, слободно погледнете сега рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не на самиот крај, драги гледачи, на ова наша денешна емисија. Би сакал да ви посакам секој добро, Божи благослов во овој ден во кој веќе навлеговме и ви закажувам нова средба во наредната емисија, а до тогаш останете со здрави. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.